Предупредување: видеото има содржина која некогаш може да му пречи. Препорачана дискреција на гледачот. Здраво на сите и добродојавте во првата епизода од Are You Scared? Ова е нова шоу кај што ние ќе читаме и ќе дискутираме за едни од непознатите неразјаснети криминални действија ширум светот. Во оваа епизода од Are You Scared ние ќе го разгледаме сиријскиот убиец Зодијак. Сиријски убиец кој што ја тероризирал Северна Калифорнија во 80-60 години. Мислам дека повеќе од вас го знаат овој случај, за тие што не го знаат, мислам дека можеме да навлеземе во случајот. Низ доцните 60 и раните 70 години, низа убиства ја тероризирале Северна Калифорнија. Овие убиства се поврзани со сиријскиот убиец познат како Зодијак, за кого било потврдено дека убил 5 лица, но тврдел дека им одзел животи на 37. На 20 декември 1968 година, на патот Лејк Херман во Валехо, Калифорнија, 17 годишниот Девид Фарадај и 16 годишната Бети Ву Јенсен биле беззастрелани и убиени додека седеле во паркиран автомобил. Кога пристигнала полицијата, Бети Ву била најдена мртва на земјата, оддалечена 30 метри од автомобилот, но Девид се уште бил жив, иако починал на пат кон болницата. На 4 јули 1969 година, околу полноќ, во паркот Blue Rock Springs, исто така во Валехо, Калифорнија, убиецот Зодијак се приближил до паркиран автомобил со фенерчи, покајќи во 22 годишната Дарлин Ферин и 19 годишниот Мајкл Маџо. Откако се оддалечил, се врати повторно да ги застрелува и двата. Иако и двата биле живи кога биле пронајдени, Мајкл преживеал, но Дарлин починала во болница. Што можеме да откриеме од овие неколку реченици? Значи се работи за убиец кој што таргетира млади тинеџери кои што седат на оддалечени места од градот, сами во автомобилот. И можеме, мислам, да продолжиме со содржината. Мајкл го опише нападачот како млад, бел маж, стар околу 20 до 30 години, крупен, 90 кг или потежок, околу 175 см, со светло кафеава коса и големо лице. Во рокот еден час после убиството, полицијата добила телефонски повик од некој што тврдел дека е убиецот во двете убиства. На 1 август истата година, новинарските редакции на Сан Франциско Кроникл, Сан Франциско Екзаменер и Валехо Таймс Хералд добиле писмо обележени дека се за уредникот од некој што тврдел дека е Зодијак. Во кој има детали што само убиецот или полицијата ги знаеле. Писмата биле подпишани со символот на Зодијак, круг со крст низ него. Буквите содржале шифри кои писателот барал да бидат испечатени во весниците или во спротивно тој би убил повторно. Тој тврдел дека готовите ќе го откриеле идентитетот на Зодијакот. На 8 август шифрата ја пробиле брачен пар во Салинас, Калифорнија. Шифрата гласи: сакам да убивам поради тоа што е многу интересно. Поинтересно е од убивање на диви животни во шумата, затоа што човекот е најпознато животно од сите. Нешто ми дава многу убаво чувство дека убивам, подобро чувство кога си заедно со некоја девојка. Најдобриот дел е кога ќе умрам, ќе одам во рај, сите што ги убив ќе бидат мои слуги, нема да ви го дадам моето име затоа што ќе се биете да ме спречите од постигнување на горе наведеното. Мислам дека од ова писмо заклучуваме на каков психопат се работи. Значи тој го споредува убивањето со лов на диви животни во шумата и вели дека е подобро убивањето му дава дека му дава убивањето подобро чувство кога бил со некоја девојка. Он верува дека кога ќе почне ќе оди во рај и тие што ги убива ќе му бидат негови слуги. На 27 септември 1969 година во Напа, Калифорнија, покрај езерото Бериеса, 22 годишната Сесилија Шепард и 20 годишниот Брайан Хартнел пикникувале кога Сесилија забележала маж кој се чинува дека ги наблюдува и се крие за некој дрво. Човекот на крајот излегол, носел качулка во стилот на екзекуционер над лицето и символа на Зодијак на градите. Зодијак ги врзал Сесилија и Брайан, а потоа ги прободил десетина пати и иако и двата преживеле првичната несреќа, Сесилија подоцна починува во болница. Брайан го опиша нападачот како крупен, околу 100 до 115 кг, 175 до 185 см висок и со темно кафеава коса која што успела да ја види низ дупката за очи во качулката. На страната на автомобилот на Брайан беше пронајдена порака со датумите од претходните 3 убиства и со зборови со нож под последниот датум. Значи да, од ова можеме да заклучиме дека и описот на првата преживена жртва и на втората преживена жртва се многу слични и дека дефинитивно можеме да потврдиме дека се станува за исти убиец и мислам дека овој опис е многу прецизен, зашто полицајците им било лесно да го најдат, но сепак тоа не било така и останува да видиме.
На 11 октомври 1969 година во Сан Франциско, Калифорнија, на раскрсницата на Вашингтон и Чери, постојан водач на такси и беше застрелен во главата. Во автомобилот останал крвав отпечаток од прст, за кој подоцна Зодиак тврдел дека ги бунел полицајците со него. Тројца сведоци во домот од другата страна на улицата го слушнале истрелот и можеле да го видат напаѓачот, идентификувајќи го се како бел маж, стар меѓу 30 и 35 години, крупен, 175 до 180 см и со црвена кафеава коса и очила со дебели рамки. Меѓутоа, полициската диспечерка погрешно го идентификува Зодиакот како црн маж, а полицијата била испратена во потреба по овој опис. Мислам дека оваа фатална грешка допринела да Зодиак не биде фатен. Ќе видите во следните посоци колку лоша била оваа грешка што направила полициската диспечерка. Полицајците Доналд Фолк и Ерик Зелмс биле први кои што дошле на местото на злоупотребата и во близина тие наишли на бел маж кој одговара на тој опис. Сепак тие го оставиле човекот да се оди без испрашување затоа што не бил црн. Подоцна Зодиакот напишал писмо во кое тврди дека губил Пол Стајн и дека полицајците го избегнале дека да биле попаметни ќе офателе, вклучително и парче крвава кошума на Стајн во пликот во писмото. На 22 март 1970 година на автопатот 132 во близина на Патерсон, Калифорнија, Кетлин Џонс и незиното бебе наводно се возеле во автомобилот на Зодиак, откако во незината кола се расипала на патот. Откако влегува во автомобилот, Зодиакот и рекол дека ќе убие, незиното бебе ќе го испрли низ прозорот. Додека сакал да сврти, Џонс скокнува од автомобилот со своето бебе и избегава. Ова не било потврдено дека Зодиакот, но во едно писмо Зодиак се споменува. Сега имаме на мала листа, почнувајќи од жената и незиното бебе на кој дадат прилично интересно возење. Подоцна на Џонс и биле дадени фотографии на сомничени каде што го идентификуваа скечот на Зодиак и многу други фотографии. На 20 април 1970 година едно писмо упатено до Сан Франциско Хроникл вклучува шифра со реченица "Моето име е празно место". Зодиакот продолжуваше да испраќа писма пред да запре во 1974 година, каде што прогласи својот број за убиство од 37. Значи, последниот дел од овој пасус се работи за една жена Кетлин Џонс, која што со незиното бебе била во автомобил, одела на одредена локација, автомобилот се расипал и тогаш наишол човек кој што се претпоставува дека бил Зодиак, откако се качила Кетлин Џонс и незиното бебе во колата на човекот, тој рекол дека ќе ја убие, бебето ќе го фрли низ прозор. Таа се спаничила и некако скокнала низ прозорот од колата и избегнала некако. Подоцна на Џонс биле дадени фотографии, таа не ги препознаа тие фотографии, но кога го покажале скечот на Зодиак, таа рекла дека бил тој човек. Можеме да влеземе во теориите во тоа кој потенцијално би можел да биде Зодиак и неговиот идентитет. Првата теорија дека Ерол Ван Бест Џуниор беше Зодиакот. Оваа теорија беше изнесена од Гери Стюарт, син на Ван Бест. Во книгата на Стюарт "Најопасното животно од сите", Стюарт забележа дека Ван Бест изгледа многу слично на композитната скица и дека бројот на буквите во целото име на Ван Бест се совпаѓа со бројот на буквите во шифрата "Моето име е празно место". Анализата за ракописи го испита ракописот на потврдата за брак на Ван Бест и го потврди како практично извесен дека ракописот е на Зодиак. Сепак, потврдата за брак ја напиша свештеник, а не Ван Бест. Дополнително, лицето на Ван Бест не се сопаѓа со описот на големо лице, изнесено од повеќе сведоци. Кога Стюарт се обидел да ја поклопи ДНК-та на неговиот татко со ДНК од 2002 година, истражителите не се придржувале, велејќи дека нема доволно докази. Стюарт тврдеше дека станува збор за полициско прикривање. Значи, првата теорија е дека Ерол Ван Бест Џуниор бил Зодиакот и оваа теорија не ја изнел никој друг, освен неговиот син Гери Стюарт. Значи, Гери Стюарт бил напуштен од својот татко Ван Бест и затоа тука нешто имал можеби Стюарт против неговиот татко и затоа ја изнел оваа теорија. Никакви физички докази не ја поддржуваат оваа теорија дека Ван Бест би можел да биде Зодиак, но сепак Ван Бест многу личи на скечот за Зодиак и затоа Стюарт се посомневал. И можеме да влеземе во втората теорија и по мене најизвестната теорија. Втората теорија е дека Артур Ли Ален беше убиец од Зодиак. Оваа теорија беше популаризирана од Роберт Грейсмит, тој е автор, па дури и беше представена во филмот Зодиак од 2007 година. Денот на обидот за убиството кај езерото Бериеса, Ален му соопштил на своето семејство дека ќе нурка таму.
Подоцна истата вечер тој се вратил дома облеан во крв, со крвав нож кој го скрил во неговиот автомобил. Во 1971 година пријател на Ален Дон Чейни признал дека Ален се нарекувал Зодијак, пред убиецот да почне да убива и носа часовник со марка Зодијак и му рекол на Чейни дека планирал да лови луѓе со пиштол и фенерче врзано за него. После интервјуто со полицијата Ален им кажал дека неговата омилена книга е Неопасната игра, книга за човек кој лови луѓе, а за која Зодијакот се публикуваше во неговото писмо до печатот. Значи прво во оваа теорија морам да споменам дека ова е мојата омилена теорија и Артур Лијанен е мојот фаворит осомничен за тој што би можел да биде Зодијак. Исто морам да кажам, ви препорачам да го гледате филмот Зодијак од Девид Финчер од 2007 година, многу добар филм, таму е целосно истражен целиот случај и е многу реалистичен. Второ, морам да кажам дека доказите спрема Ален се многу не се цврсти, но сепак се многу добри за да бидат коинциденцијални. Значи тој пред Зодијак да почне да убива му кажа на својот пријател дека сака да стане убиец, да убива со пиштол на кој што има фенерче до него и му кажа дека ќе се вика Зодијак. И мислам дека да мораме да довршиме оваа теорија за да дополниме со повеќе податоци. При преборувањето на приколката на Ален, полицијата пронајде мали расечени животни во замрзнувач, крвави ножеви и сексуални уреди. Во 1974 година Ален беше осуден за малтретирање дете, зашто мина 3 години во затвор. За тоа време не били испраќани никакви писма од Зодијак. Затвореник од Сан Хозе, Ралф Спинели, во 1987 година ја известил полицијата дека Ален му го признал убиството на Пол Стајн во затвор. Во 1991 година детективот од Валехо, Џорџ Бавард, го интервјуираше Мајкл Маџо, единствено преживен кој го видел Зодијак без маска, и тој рече дека Артур Лијанен е тој што го застрелил кога му биле покажани слики од осомничени. Полицијата повторно ја пребара приколката на Ален дома и открива планови конструкции на бомби, како и филмски ленти за Зодијак. Сепак ДНК на Ален не се сопаднува со ДНК пронајдена на писмото на Зодијакот. Иако се верува дека Артур имал навика другите да ги лижат неговите маркички за него. Дополнително неговите отпечатоци не се сопаѓаат со крвавиот отпечаток од прстот во автомобилот на Пол Стајн. Анализата на неговите ракови исто така не се сопадна и Ален не личи на композитната скица на црта на полицијата. Значи прво во 1974 година Ален бил осуден за малтретирање на деца и за тоа време дека бил во затвор не биле пратени никакви писма од Зодијак. Е уште еден детал кој што може да биде многу важен кога се работи за Артур Лијанен. Исто така во 1991 година полицијата го интервјуирала Мајкл Маџо, ако се сеќавате тој беше првата преживена жртва на Зодијак и меѓу многу фотографии осомничени тој го покажа Артур Лијанен дека тој бил човекот што го пукал таа ноќ. И мислам дека можеме да почнеме третата теорија. Третата теорија гласи дека Лоренс Кейн Кей беше убиец од Зодијак. Оваа теорија ја постави Харви Хајнс, пензиониран полицаец во Ескалон. Во 1962 година Кей учествувал во сообраќајна несреќа, при тоа добивајќи трајно оштетување на мозокот. Психолог тврди дека како резултат на штетата Кей ја губи способноста да го контролира самозадоволувањето. Прекорот Кейн може да се види во шифрата. Моето име е празно место и може да се видат 3 осмици во него. 8 помножено со 3 е 24, а Кей е роден во 1924 година. Сестрата на Дарлин Ферин, жртва на Зодијакот, се огласи да каже дека неколку дена пред убиството Кей ја демнел и ја малтретирал Дарлин. Кога во 1969 година полицијата го видела Зодијакот, Кей одговорил на описот. Полицајцот Фаук исто така се согласи дека стотиците слики што ги видел за осомничени за Зодијак, Кей е најблиску до нашата памети. Кей исто така живеел на 6 минути пешачење до местото каде што се сметаше дека возачот на таксито Пол Стајн го качил Зодијакот. Извештајот на полицијата во Валехо го потврди ова со зборовите. Истрагата може да го стави Кейн на местото каде што неколку жртвите на Зодијакот или живеени или били убиени. Значи така третата теорија го пласира Лоренс Кейн, прекар Кей, за он да биде Зодијак. Во 62 година тој имал сообраќајна несреќа
така му се оштетил еден дел од мозокот. Некој психолог рекол дека како резултат на штетата Кеј ја губил способноста за самозадоволување. Исто така може да се каже дека сестрата на Далин Ферин, првата жртва што починала, го како се велеше, нели, тој Лоренс Кейн ја демнил, ја малтретирал Далин само неколку дена пред убиството. Тоа не може да биде коинциденцијално, но може да биде еден голем факт. Исто така полицајот Доналд Фалк, што го видел Зодијак вечерта кога бил убиен Пол Стајн, возач на такси, рекол дека Кеј е најблиску до тоа што го памети од човекот што го видел. Во 1970 година Кеј се преселил во Јужното езеро Тахо, каде што истата година исчезнала наводна жртва на Зодијак. Жртвата работела и во истиот хотел со Кеј. Кетлин Джонс подоцна го идентификуваше Кеј како Зодијак од новите фотографии на сомничените. Сепак нема евиденција дека некогаш било спроведено тестирање на ДНК тест против примерокот од писмата, ниту пак од печатоци од прстите на Кеј против крвавиот одисок најден во таксито. Ракописот на Кеј исто така не одговарал, но бил изнесен како неубедлив. Значи, со овој пасус ја затвораме денешната епизода на Are You Scared? Ова беше една многу голем и, како да речам, широк случај. Се работи за еден од најпознатите серијски убици, како што многу го нарекуваат татко на серијските убици. Зодијак исто така го инспирираше филмот, истоимениот филм од 2007 од Дейвид Финчер, како што ви реков веќе, и ви го препорачам да го гледате. Таму е многу темелно, филмот е многу темелно изработен. Што се однесува во самиот случај, ја мислам дека Артур Лијаден е Зодијак. Тој има најмногу индиректни докази против него, кои што според мене се многу добри за да бидат коинциденцијални. И со ова мислам дека ја затвораме денешната прва епизода од Are You Scared? Се гледаме во втората епизода.